Драган Тевдовски да замине од функцијата министер за финансии и на негово место да дојде способен кадар кој нема да прави катастрофални грешки. Тој не оправдува довербата, покажува конфузност и неспособност во работењето на една од најбитните функции во државата. Обвини денеска опозицијата. Токму затоа пратениците на ВМРО ДПМН поднесоа интерпелација во собранието за работата на министерот Тевдовски. Како клучни причини за поднесување на интерпелација за работата на Тевдовски се целосно неразвоен ребаланс на буџет за 2017 година, значително намалување на капиталните расходи, засилено и неосновано задолжување на граѓаните на домашниот пазар, зголемување на износот предвиден за задолжување на меѓународни финансиски пазари, непочитување на народните представници во собранието на Република Македонија и манипулирање со економски податоци, параметри и индикатори. Иако пратениците од опозицијата побараа да се коригира и да се промени неразвојниот и непродуктивниот буџет, тој се донесе, изјави Кузмановска. Наместо раст, според опозицијата, ребалансот ќе доведе до забавување на развојот на економијата. Тој е лош за граѓаните, фирмите, странските инвеститори, домашното стопанство, пензионерите, градежништвото, студентите и младите лица. Освен значителното кратење од битни проекти за граѓаните, според опозицијата, министерот за кратење и задолжување спроведува неконтролирано, засилено и неосновано задолжување на домашниот пазар. За само 70 дена министерот за кратење и задолжување Тевдовски успеа да го задолжи секој македонски граѓанин за нешто над 3100 денари, односно 50 евра, на дневна основа министерот ја задолжува Македонија за 1.471.104 евра. Исто така со ребалансот на буџетот за 2017 се предвидени 48 милиони евра повеќе за задолжување на домашниот пазар, отколку што проектирала претходната влада, со што ќе се испумпаат 48 милиони евра од стопанството, од банките, од приватните инвеститори, средства кои што може да им помогнат на голем број мали и средни предпријатија, иноватори и големи предпријатија за проширување на својот капацитет кој што го имаат на располагање. Од опозицијата обвинија дека потврда за лицемерието на СДСМ и Тевдовски оди дотаму што пред само една година го оспорија издавањето на евроврзницата, за денес да го зголемат износот предвиден за издавање на обврзница на меѓународниот финансиски пазар. Министерот за финансии според опозицијата, односно министерот за кратење и задолжување Драган Тевдовски, е поставен само да ги спроведува погубните политики на СДСМ и да обезбеди средства со кои се спроведуваат партиските вработувања во државните и јавни институции.